Пропадна проект од здравствени картички. По само 5 години од воведувањето на новината која кај нас никогаш вистински и не профункционира, на лекар повторно ќе се оди со сини картони. Целата работа падна во вода откако важноста од 5 години на картичките им истече, а ниту една фирма не се јави на огласот за печатење на нови. Фирмата која ги печатеше стави клуч на врата поради несогласување со претходното раководство, кое не им ги исплаќало редовно ратите. Веќе помина 6 години од првите картици. Меѓутоа, многу од пациентите не ги обновија, многу од пациентите не ги подигнаа и тоа е техничкиот дел од проблемот. Сметам дека сето тоа сепак, пак ќе кажам, не дава застој некој, меѓутоа проблемот мора да се решава што поскоро, бидејќи сепак ние мора да имаме во секој момент доказ и евиденција за пациентите дали се осигурени, како се осигурени. Од Фондот за здравство не добивме одговор од кога се вратени во употреба сините картончиња, до кога тие ќе важат и дали се планира повторно враќање во употреба на електронските здравствени картички. Од пред некој ден имаме нов менаџмент. Потребни ни се неколку дена за да се координираме со Министерството за здравство околу овој проект. Стои во одговорот од Фондот за здравство. Во меѓувреме, дел од пациентите немаат извадено сини картони, а се со истечени електронски картички. Како тие можат да ги остварат своите права? Во апликациите компјутерски со кои работат медицинските работници, може да се провери дали имат тековно осигурување пациентите, така да не мора да се враќат до Фондот за здравство, туку само да се советуваат, а медицинската услуга да се даде во моментот кога се во ординациите. Секако ова е чин на добра волја на дел од лекарите, но во одредени аптеки пациенти се враќани токму заради непоседување на сини картони. Инаку замената на класичните здравствени книшки со електронски картички почна во 2011 година и истите граѓаните ги чинеа од 100 до 250 денари. По овој основ во државната каса беа уплатени околу 7 до 8 милиони евра.